Почитувани гледачи, добра вечер, вие сте со анализата на телевизија 24. Граѓаните секој ден ги бројат собраницките седници и протестите на улиците. Веќе поминаа повеќе од 2, влегуваме во третата недела, но решение за политичката криза нема. На собранието секој ден се водат истите дискусии, таму нема помрднување од мртвата точка, а тоа е приближување до избор на председател на собранието, а партиите исто така остануваат закопани на своите ставови. Што ќе се случи доколку оваа состојба продолжи уште некое време и доколку не се најде некакво решение, вечерва ќе зборуваме со нашите гости, а тоа се Благоја Марковски, Чедомир Дамјановски, аналитичари, како и Страшо Ангеловски од партијата МААК. Ние со емисијата ќе почнеме за многу кратко време, веднаш штом помине блокот реклами и се враќаме во студиото. Да, се враќаме во студиото. Наши гости, повторно да повторам, Благоја Марковски, Страшо Ангеловски и Чедомир Дамјановски. Господа, политичката криза не престанува, како што кажавме, собранието се обидува да дојде до некое решение, но тоа го нема, партиите немаат се уште консензус за тоа како да се продолжи понатаму и во исто време на улиците се одржуваат протестите на граѓаните кои протестираат против така наречената албанска платформа. Ангеловски, да почнеме со вас. Дали вие мислите дека се тоа што се случува она во собранието, стратегијата која употребува ВМРО ДПМН, тие велат, мислам, јавно кажуваат дека е стратегија за легитимна борба, и во исто време паралелно протестите кои се на улиците, дали сето тоа се прави поради реална закана од таа албанска платформа и редефинирање на државата, или е само еден изговор за да не дојде до предавање на власта и потоа сносење на последиците кои се најавуваат? Знаете, кога ќе ги изместите процесите надвор од местото каде што име место, значи надвор од собранието, а ги изместивме некаде пред 3 години, сега тешко се враќаат назад. Зошто велам ги изместивме? Ние донесовме одлуки врз основа на договор на 4 луѓе, председатели на политички партии. Значи, она што требаше да го решаваме во парламентот, зборувам пред 2,5 години, ние го изместивме надвор. И сега, како вие, ако тогаш сакавте да ги решавате работите надвор од парламентот, денеска истите тие сакаат да ги решаваат внатре, ама работите тешко се враќаат. Што се однесува до заканата, до тоа дали постои реална закана од албанската платформа. Вие мора да бидеме ние сите свесни дека таа реална закана постои веќе 25 години. Таа реална закана не е зацртана за вчера. Ајде да бидеме, ако сакаме уште попрецизен. Таа реална закана постои 130 и повеќе години од денот кога е донесена Присреденската лига и документот за обединување на сите албанци во една држава. И тоа е еден неизживеан сон на еден народ на Балканот. Истиот тој таков неизживеан сон се уште го живеат сите народи на Балканот и реалноста од тука е исклучително сериозна, доколку ги имаме пак и предвид објавите на Еди Рама, на Хашим Тачи и на господинот Муслиу, председателот на Советот на Националниот совет на албанците во Србија, кој пак уште на желбата на Тачи, Еди Рама и албанците како Зијадин Села во Македонија да го припајат Косово, Албанија и дел од Македонија во една држава, тој на таа желба ги придодава уште и Медвеđe, Бујановаc и Прешево и ги зголемува апетитите на албанците. Од тука мораме да зборуваме за една реална закана која, без разлика дали е преточена во документ или не е преточена, постојано виси над главите на балканските народи. Таа желба, таа романтика, да речам, за создавање на држава на еден народ во кој сите албанци би живееле, за жал, утре, задутре може да биде капислата која, не дај Боже, може да не внесе во нова Балканска војна, а новата Балканска војна, ние сме сведоци низ историјата, дека на 2 пати дури беше и капислата за да ги предизвика најголемите војни, односно Првата и Втората светска. Да. Дамјановски, ве гледам дека сакате веројатно нешто да додадете или реплицирате, не знам. Прво, за тоа дека сум аналитичар, јас те сум аналитичар, јас сум дипломиран правник кој, ево, би зборил за деловникот, за законските, да, тоа према вас. Меѓутоа, ова што го рековте вие, тоа е едно мислење. Да видиме што е решењето на тоа.
Еве, тоа е ваше мисли, некој друго мисли, некој мисли ке само си ги бара правата, кои не загрозуваат ничии други права. Така они си мислат, например, еве албанци, што ги споменувате. Оваа платформа, тоа е документ, тоа е договор меѓу албанските партии, со кои се договориле што да бараат во интерес на сопствениот народ кој живее во Албанија, во Македонија, пардон. Тоа е нивно право. Они имаат право да си го поднесуваат тоа. Ние мораме тоа да го прифатиме и да влезе во собрание, ако сакаат албанците да влезе. И таму во собранието се прават тие блокади. Тогаш кога ќе дојде таа точка на дневен ред. Со оваа блокада што сега правиме, што сега се прави, под изговор дека ја спасуваме државата или не знам што, да не се избере председател албанец, не знам што, ако не се откаже од иранската платформа, ние го блокираме собранието, блокираме создавање на влада, сега за месец дена ќе се блокираат и работа на локалната самоуправа. Со тоа не се спасува државата, со рушење на институциите, со затварање на институциите. Тоа е погрешен пристап, тоа е блокирање, ама што со тоа се добива со ово блокирање? Моje мислење е дека треба да се избере таа комисија за избори и именувања во собранието, да се избере председател и кога ќе дојде точката на дневен ред, дали ќе дојде и ако дојде, тогаш ако мислиме дека со тоа се руши унитарноста, се руши државата, како што некој сака да каже, тога се прават блокади и ние мораме да го прифатиме разговор и диалогот. Избегнување на разговор не е решавање на проблемот. Тоа за почеток би рекол. Јас се извинувам, морам да кажам. Меѓутоа, знаете што, за вас, ако добро ве разбрав, е легално и легитимно албанците да поставуваат прашања и барања кои се надвор од уставот на оваа држава. Јас се извинувам. Се може да се бара во државата, се додека е тоа во рамките на уставот на таа држава. Излегувањето надвор од уставот, а барањето за двојазичност е излегување надвор од уставот. Уште неколку други работи се надвор од уставот. Значи, јас сум тој кој на моите сограѓани албанци, значи, од секојаш сум зборувал, и ако важам меѓу нив за поинаков, да им се дадат максимално, значи максимално, дури и 10% над максималното права кои им следуваат како на малцинство во Република Македонија. Ние со нив не можеме да се разбереме само по тој основ. Ние сме подготвени како држава и како народ да ги овозможиме сите права кои следуваат како малцинство, но тие бараат права кои следуваат како втор конститутивен народ на оваа држава. Тоа не можеме да го дозволиме и тоа не може да помине. И од тука е реална, да речеме, потребата на луѓето да протестираат и да едноставно да не подсетуваат сите нас да внимаваме да не ни се случи тоа што во уставот е забрането. Она што денес седницата трае 22 дена или 35 дена или 105 дена, не можеме ние, јас барем така сметам, да им го одземеме правото на пратениците да проговорат и да го кажат своето мислење. Морам ситна контрреплика, пошто баш е прво, дали е тоа уставно или не е уставно од барањето од албанските партии, тоа не можеме ни јас и ни вие да одлучиме да кажеме, ниту пак улицата да каже. Тоа ќе се реши во институциите. Кога ќе влезе тој предлог, тоа барање од албанците, прво, ако се донесе такво некое решение кое е противуставно, имаме законско ограничување, прво, од председателот, кој нема да го подпише тој указ, ако процени дека е противуставно. Собранието може во рок од 30 дена повторно да го донесе тој истиот закон, со двотретинско мнозинство, од 80 пратеници мора најмалце, значи тешко да помине, ако не го прифатат и сите партии што се во парламентот, и на крај, и ако го прифатат сите партии, тогаш може уставноста на такво барање, што е усвоено во собранието и заклучено во собранието, да го сруши Уставниот суд. Сакам да кажам, сите тие проблеми, што ние мислиме дека се, и еве нека се, тоа мора институциите да ги решаваат, а не улицата. Со улицата, решавање улица, ништо не се. Имам јас тука едно прашање, но да го вклучиме господин Марковски во дебатата. Како идеја, еве, додека се решаваат овие прашања со различен пристап, различни перцепции за тоа како треба да се реши, продолжуваат протестите. Тие протести
на моменти се водат и со прилично еден, можам слободно да кажам, радикален тон. И тие протести од дел од јавноста, пред се од дел од албанската етничка заедница се доживуваат како антиалбански. Албанската етничка заедница за сега е мирна, не реагира. Но мислите ли дека доколку продолжи оваа состојба, па не само албанската етничка заедница, туку и оние неистомисленици, дека може да дојде до она најнесакано сценарио, тоа се судри? Или можеби може да се каже за неколку посекувано сценарио? Прво да кажам дека ова што вие го нарекувате албанска платформа или како албанските политички партии во последно време сакаат да го прикажат како декларација или некој договор. Јас сакам да употребам термин така наречена платформа, бидејќи не е ни дефинирано што е. Е неблагопријатно искуство за Република Македонија од неколку аспекти. Објавена е во период кога навистина е доста чувствителен период и од аспект на тоа што денот кога го објавија беше христијански празник, значи на 7 јануари, а од друга страна објавена е во период кога веројатно процениле дека политичките состојби во Република Македонија се такви и дека тие можат сега да излезат со една таква платформа, се со цел да се изборат за што поголеми права согласно со декларираните барања од оваа декларација. Како одговор на сето тоа, доаѓаме до актуелнава ситуација во која се наоѓа Република Македонија и во собранието и надвор на улицата. И ако се има во предвид дека овој одговор исто така е несоодветен и на времето и на современоста, зборувам и за собранието и за улицата, тогаш на вистина Република Македонија се наоѓа во една сериозна ситуација, и тоа од многу аспекти, и од политички, и од социјален, и од економски, и од безбедносен, што може да биде посебно интересен и за воиднина. И на тоа треба пред се политичките субјекти во Република Македонија да водат сметка дека моменталната состојба веќе им дојади на сите граѓани на Република Македонија и таа може само да се компликува понатаму со понатамошниот тек доколку се повторуваат истите овие настани, а никако не може да дојде до некое решение. Ниту улицата ќе го реши овој проблем, ниту собранието со овие блокади. Треба да се има во предвид и тоа дека можеби до 15 мај некако ќе се издржи сето ова. Но 14 мај е последниот ден кога во Република Македонија може да настанат многу сериозни последици од сето ова што се случува, затоа што престанува мандатот на градоначалниците, на советите на градовите и општините и од тој аспект ние можеме да дојдеме во потполн расцеп на политичкиот систем во Република Македонија, каде што не знам како уставно, законски би се справиле со тие последици. Да, тоа е од тој аспект, ако до 15 мај, односно до 14 мај, не се изгласа председател на собранието, не се избере влада и не се донесе дополна на изборниот законник за да можат да продолжат со својата работа градоначалниците и советите на општините, тогаш на вистина ќе имаме распад на политичкиот систем во Република Македонија, со што не знам кој ќе може и како да се справи понатаму. Да. Пред да премени... Сега ќе морам вам да ви реплицирам, затоа на почетокот ве прашав дали сте дипломиран новинар, зашто јас сум новинар и нас не учеа да изнесуваме вистини и факти. Вие рековте пред малку дека протестите стануваат се поекстремни и дека се слушала антиалбанска реторика. Да, тоа е факт. Ве молам, јас сум бил присутен многу пати, ниту еден збор против сограѓаните албанци не е кажан на протестите и за име на вистината ќе излезете и ќе снимате еден цел протест и да видиме дали ќе се чуе антиалбанска реторика. Имате снимка од првиот ден кога имаше таму и некои навивачки групи и потоа протестите се одвиваат сосема мирно, никој не навредува никого. Има од повеќе денови. Значи да се разбереме, јас сум речиси на секој од тие протести, јас немам чуено ниту еден збор
против албанците кои живеат во оваа држава. Можеме да чуеме збор против албанската платформа која сака да ја крои Македонија поинаку. Можеме да чуеме збор против обидите на Еди Рама или Хашим Тачи да внесат раздор во оваа држава. Господин Ангеловски, против албанците кои живеат во оваа држава. Вчера имаш инцидент на кој со господинот Ала Џафери. Таму се слушна уште вчера, уште веднаш погрдни зборови за албанците. Затоа што господинот Џафери се обиде со автомобил да помине низ луѓето. Добро ред, не е спорно, ја кажав. Затоа што со дрон вчера го видовте тој инцидент или за тој инцидент бевте малку слепи кога со дрон на стадионот над Чаир беше развеано знамето на голема Албанија. Вие велите дека на тие протести нема ако никој не испровоцира. Господинот Џафери вчера се обиде да испровоцира и народот му само му одговори и повторно тоа заврши. На повеќе протести има скандирања во кои се повикува. Ве молам да бидете значи во духот на новинарството. Да информирате и зборувате. Јас во духот на новинарството сега треба да се конектирам на интернет и да ви пуштам снимки. Јас знам. Може би вие во снимки не верувате, што би сакале да ми пуштите? Но да ви ги пуштам снимките, мислам тоа би било во духот на новинарството. Знам што би сакале да пуштите, меѓутоа јас ви кажувам бидејќи сум сведок дека нема такви работи. И би сакал, значи, ние навистина немаме потреба да ги закрвуваме македонците и албанците, албанците и турците, србите и власите, немаме потреба. Апсолутно. Дајте да ја спуштаме топката, дајте полека да се обидуваме, да се вратиме во нормала, да го вратиме животот на овие простори, да ја изфрлиме политиката. Не трпи емоции. Ние внесовме премногу емоции, премногу омраза внесовме во политиката. Не. Политиката е наука како и сите други. Сакам да ве прашам вака. Така да размислуваме. Сакам да ве прашам вака, бидејќи вие велите да зборуваме со факти. Да. Еве, таа така наречена албанска платформа и како што подсети господин Марковски е објавена на 7 јануари на Божик. Јас се сеќавам вечерта кога вие и останатите коалицијски партнери дојдовте во седиштето на ВМРО ДПМН спремни да прославите една нова коалиција со ДОИ, кога вашите партнери дава изјави, да, готово е, спремно е, господинот Трајко Велјановски рече ке има влада. Албанската платформа постоеше, како тогаш не постоеше опасно за државата, никој не се закануваше. Затоа не се создаде влада. А не е така. Не се прифати албанската платформа. Да ве прашам нешто. Да. Председателот Иванов вели, влада беше договорена. Не се создаде поради еден телефонски повик. Сега да ве прашам кој лаже? ВМРО ДПМН или председателот Иванов? Значи се вака, за да ги разјасниме нештата. Со факти зборуваме, за да ги разјасниме нештата, значи дека сето ова е режирано за да се дојде до овде. Дека беше предизборен инженеринг, дека беше изборен инженеринг и дека сега постои постизборен инженеринг со кој сака да се промени волјата на гласачите, тоа е факт. Не, ја не знам, ја ве прашам конкретно. И сега ќе ви кажам. Значи, сите се обидуваат сега да кажат, посебно од СДСМ, дека расположението било за формирање влада меѓу СДСМ и ДУИ. Не е точно. Значи, не е точно. Тоа е најголемата лага која се обидува да се протне преку медиумите. Значи, сите оние кои беа незадоволни од досегашното владење на ВМРО, ДПМН и ДУИ, или не гласаа за тие две партии, или си гласаа за некоја друга. Така гласајќи, значи сите кои беа против членството на ДУИ, гласачите на ДУИ, кои беа против дотогашното такво работење на ДУИ, не го дадоа својот глас на ДУИ. Исто и на ВМРО, ДПМН и коалицијата за Но, оние кои гласаа и кои изгласаа 61 пратеник, тие гласа за тие две партии да влезат во коалиција. Се зинува вака. 61, 51 на ВМРО и 10 на ДУИ. Значи, тие луѓе гласа задоволни од дотогашното практикување на власта и гласа за 61 пратеник. Јас се извинувам, само морам да прекинам, се извинувам. Бидејќи ми направивте една мини анализа во минута две, онака од предизборно, постизборно инженеринг, но не ми одговоривте на конкретното прашање. Кој лаже? Председателот Иванов или ВМРО ДПМН дека не бил постигнат договор за коалиција? Многу е јасно прашањето. Многу е јасно и јас ќе ви кажам. Значи, ВМРО ДПМН не се согласи со условите кои албанските партии ги поставија. Но председателот Иванов не вели така. Тоа ќе разговарате со господинот Иванов. Ето, тоа ве прашам. Тоа ќе разговарате со него, а јас можам овде одговорно јавно пред целата јавност да ви потврдам дека коалицијата за подобра Македонија, во која имааке дел, не ги прифати условите од тиранската платформа и затоа не дојде до формирање на влада. Но тука треба да се... Значи, еве, стојам пред целата... Но тука треба да се разговара и со цело ДОИ кој велат спротивно исто така. Нека, значи, јас ви го кажувам тоа што сум сведок и зашто одговорно го тврдам. Добро.
за да ако пак господинот Иванов го кажал тоа, дека некој телефонски разговор па слушнете го денеска господинот Вучич што зборува за мешањето на некоја голема сила и на некој амбасадор на Балканот и во Србија и во сите тие обиди, па ќе ви стане јасно значи зашто. Па не знам, тие амбасадори големи сили сите ги кажуваат да никој да ги именува, не знам што толку се плаша да кажат која е таа голема сила и кој се меша. Сакате нешто да кажете? Да, само да му приметам на господин Ангеловски што овие од СДС и покажете нека мене. Ја не сум член на ниједна партија. Се извинувам. Апсолутно. Ја што ги бранам ставовите, кои не одговараат ставовите, го бранам законот и законските процедури, кои не одговараат на ВМРО, вие одма прилепуват, не вие лично вие, али другата страна прилепот е од СДС. Апсолутно, кога СДС не е во право и кој е нешто против законито, ја го напаѓам законското решение. Јас сум опозиција на секој оној кој работи против законито. Дали бил СДС или ВМРО, апсолутно не ме интересира. Сега околу конкретно во прашање. Велите не се ВМРО не прифатило албанска така наречена тиранска платформа. И што е решењето сега? Што предлагате како се реши? Тоа да видим. Не прифаќа. Другите не зборат вистина, само ВМРО збори вистината, не се бунеше за платформата, све прифаќам, не се бунеше дека не почна за платформата да разговара СДС. А до тогаш почна да се буни од кога СДС почна да разговара со други за платформата, пред тоа беше и прифатена и све, и за разговор, и све со ОС и влада. Тоа не навлагаме, тоа дали сте вие дали прифатено не. Него што предлагате како решење да видиме како да решиме оваа состојба? Според мене, ако веќе ме прашувате, искрено сметам дека единствен излез, исто онака како што сите смета и пред 3 години, се нови парламентарни избори. Зошто? Ќе го кажам и тоа, затоа што реално е дека прво, повторно ќе речам, дека до тогашната коалиција владеачка си освои 61 пратеник со кој можеше да формира влада, но се измести мнозинството за да не се формира таа влада, за да може да се одработат оние нешта кои треба да се одработат, а јас тоа јасно го кажав. Значи сите ми велат страшно. Што се плашиш? Не може да се промени името на држава, затоа се потребни 80 пратеника. Точно. Меѓутоа, за еден референдум кој ќе го распише таа влада на СДСМ и ДУИ и на кој како 2004 ќе се донесе поинаква одлука, односно ќе се фалсификува тој референдум и ќе се каже дека народот гласал за промена на името, затоа не се потребни 80 пратеника. Затоа е доволно само да се формира владата, да го распише референдумот и од позиција на моќ, односно од позиција на влада, исто како што направи 2004 со законот за територијалната поделба, да го фалсификува тој референдум, резултатите да излезат дека 50,43% од граѓаните се за промена на името заради членство НАТО и тука завршува улогата и функцијата на таа влада. Каменот ќе ни биде обесен околу вратот, зашто зборите така? Ќе мораме со 80. Тоа не е точно. Тоа не е точно. Значи, таков закон може да се донесе со двотретинско мнозинство во собранието на Република Македонија. Не, јас велам референдум ќе се одржи. Ама и нека е 90% референдумот да биде за, пак тоа мора да се изгласа во собранието на Република. Јас знам, меѓутоа, значи, референдумот, каменот околу врат го имате закачено. Референдумот е иницијатива. Да, но меѓународната, дозволете, меѓународната заедница ќе ви рече вака: вие ли, господине Груевски, бевте тој кој баравте народот преку референдум да се изјасни и дека потоа ќе го почитувате кажаното од народот? Да. Ајде сега, народот ви кажа дека сака промена на името, извол, повелете со 80%. Не може. Ете, таа е функцијата на таа евентуална влада. Тоа нема решение. Да, за мене се новите избори решени. Дали со тие нови избори албанци веќе ја повлечат таа платформа, нема да постои више платформата, нема да постојат нивните желби што постојат сега? Не туку, СДСМ нема да добие 49 врз основа на платформата која ја прифати. Ќе добие 10 СДСМ. Епа. Тогаш ќе формира влада. Сам, без албанците. Зошто без албанците? Или со албанците. За да формира со албанците, они ќе коалицираат само ако ја прифата платформата. Па тогаш ќе формира сам со 60. И што сме направиле тогаш? А што треба да направиме? Ќе направиме поделба на Република Македонија, федерализација. Тогаш ќе правиме поделбата и федерализацијата. И ништо друго. Пошто нема да бират во влада, не се прифаќаат нивните услови, се формираат сами парламенти, не знам, министерства. Ама добро, вие дали ги слушате села и останатите кои тврдат дека треба да се формира паралелен
паралелно собрание, паралелни институции. Дали ги слушате тие нешта или добро, ние живееме во различен свет и слушаме како поединец од кој зависи формирањето на владината мнозинство. Како е поединец? Села може да збори што сака. Држави и слушаме различни Села луѓе. може да биде против оваа држава без оглед што е пратеник. Не може значи да биде. Како може да биде против оваа држава? Избрани. Па тогаш ќе си одговара ако биде против оваа држава. Како можете вие да му дозволите да биде против оваа држава? Нема да му пазите, јас ќе се спротиставам на неговите ставови, но не можам ја да не му дозволам да си ги искаже ставовите. Ама затоа 81 пратеник ќе гласаат против тоа што села дозволи. Дозволете, како тука нема никакви вие велите дека ќе му дозволите да си ги искаже ставовите. Нормално. Па во една нормална држава, антидржавни ставови кои повикуваат на уривање на државниот поредок, се казневи ставови, а не се ставови кои ќе им ги дозволиме да ги кажуваат. И ќе си одговара за тоа, доколку тие ставови не ги искажува во собранието на Република Македонија. А дури во собранието се одзема и значи ќе му го одземат. Антидржавните ставови не смеат ни во собранието да се кажуваат. Значи не постои опасност за Република Македонија да мора да иде во овој момент на нови избори, бидејќи има парламентарно мнозинство, платформата или како год да ја наречеме декларација или документ на албанците не е прифатена онака како што беше поставена и имаме предлог на господинот Заев за програмски ориентации и определби на новата влада и мислам дека сосема легитимно, законски, уставно, пословнички според Пословникот на Собранието на Република Македонија, сето ова што се случува со блокадата само му штети на секој граѓанин на Република Македонија. Треба да се ослободи таа блокада и да почне да функционира Република Македонија како демократска држава. Ништо повеќе од тоа не треба, а граѓаните веќе следниот месец, након 6 месеци, након година дена, доколку се незадоволни од работата на таа нова влада, ќе излеземе, ќе го кажеме својот глас, ќе ја срушиме таа влада. Знаете, и вие, како и оние кон кои се стремите Европска унија... И да кажам, се извинам уште ова, не јас не сум член на ниједна партија, нити на СДСМ, нити на ДПМН, така да не ги застапувам интересите. Знаете, и вие, како и пријателите од Европска унија, се служите со двојни стандарди и тоа е вака многу интересно, тие двојни стандарди. Значи, во времето на минатата блокада на парламентот и протестите низ Скопје, сите вие излегувавте со барање за предвремени избори. И тврдевте дека е тоа решение. Да. Ако се сеќавате на вашите зборови. Денес истата таква блокада и истите тие протести не ви се вам повод за предвремени избори. Зошто? Не е иста проблематика. Иста е блокадата. Зошто тие двојни стандарди? Сега да кажам. Во математиката, како наука, постојат два методи, математичка индукција и математичка дедукција. Односно, обид да се дојде од општото кон посебното или единечното и обратно, од единечното кон општото. Ние овде тргнавме од она единечното за да ги објаснуваме нештата. Јас би тргнал по другиот редослед, од она општото, односно од светската геополитичка и геостратешка ситуација, ако ми дозволите само една или две минути, за да дојдеме до... Мораме пак да направиме на пауза, па ќе се вратиме, да. За да дојдеме до она што ни се случува. Можете да ја задржите мислата? Можем. Да, задржете ја мислата. Ние ќе се вратиме брзо во студиото, бидејќи мораме да направиме уште една пауза за реклами и веднаш се враќаме.
Да, се враќаме во студиото. Господин Ангеловски, сакам да ве прашам за една работа која овие денови некако се врти низ медиумите, тоа е онаа сторија, веројатно сте виделе на неделникот Фокус, која објави дека според нивни информации, наводно резерватот Јасен, каде што има и посебен објект од посебно државно значење, се подготвува за прогласување на некаква вонредна или кризна состојба, не знам како е дефинирана точно, и дека тоа би се направило како еден повод за да се направи масовно апсење на наводни почисти кои работат против државата, и сето тоа организирано од председателот Иванов и Никола Груевски. Што мислите еве за оваа приказна? Добро, бидејќи е Фокус познат како најжолт печат, нели, на раскажување приказни, нека остане во сфера на приказните. Значи, дајте да разговараме сериозно. Јас искрено за господинот Иванов сметам дека е сериозен човек кој нема да си дозволи да стори било што за што утре би одговарал и би се срамел пред своето дете најпрво, пред својот син, а па тоа и пред другите. Тоа прво. Второ, господинот Иванов и досега се што работи во рамките на Уставот на Република Македонија и во заштита на националните и државните интереси. Еден ден историјата ќе го каже тоа. Може би денес не се согласуваме, може би денеска сме спротивставени околу неговата улога, меѓутоа еден ден после 10, 15 или 50 години историјата ќе си го каже своето. Што се однесува до можноста за пуч. Исто така, јас би сакал да верувам дека и тоа само приказна, дека и од другата страна, тие кои се обвинуваат дека би го правеле пуч, седат сериозни луѓе, на кои сепак иднината на, ако не на државата, на нивните семејства, на нивните најблиски, на нивните пријатели, на нивните соседи, на нивните сограѓани, им е на прво место. Ние сме сведоци дека пучот во ниту една држава не донел ништо добро, дека ниту заканите со пуч не донеле ништо добро, ниту спротивставувањето на народ со народ не донеле ништо добро. Доколку со таа приказна се сака да се мобилизира сега една друга група на луѓе која ќе се спротивстави на оние кои веќе протестираат на улиците на Скопје, тогаш некој си игра со оган. И тогаш тој некој мора да престане да се игра со оган. Нема да дозволиме. Јас ќе бидам првиот кој нема да дозволи. Јас имам внук од 10 месеци кој сакам да живее мирно во оваа држава. Јас ќе бидам првиот кој нема да дозволи спротивставување на народ против народ. Значи, пучот како и се друго. Кој го прави сега пучот? Немаме ние пуч. Како немаме, па желбата на народот е на тие 67 претеници. Тоа е изјавата на народот. Значи не е точно. Зашто не? Значи не е желбата на народот. Е 61 пратеник за ДУИ и ВМРО ДПМН. Значи ДУИ го манипулира својот народ. Дозволете вака. Значи кога се гласаше на 11. Добро. Граѓаните изгласаа 10 пратеника на ДУИ. Добро. Кои беа задоволни со дотогашното владење и македонците изгласаа 51 пратеник на коалицијата за со тоа граѓаните на оваа држава гласачи јасно кажаа досегашното владење на оваа гарнитура е добро, го почитуваме и го дадовме гласот за такво формирање на влада. Значи, сега, значи пучот е некаде од друга страна. Сега, значи ДУИ не ги застапува интересите на албанците. Не ги застапува интересите на тие 85.000 гласачи кои гласале за него. Од каде ви е тоа се? А како? За коалиција меѓу ДУИ и ВМРО да помене. Значи, дајте, зашто се правиме недоветни? Ако некој гласа за владеачките партии, значи тој гласа затоа што е задоволен од дотогашното нивно владење со државата. Па не гласањето во коалиција или па во ДУИ? А не гласањето. Тие не гласаат за коалиција. Видете вака. Значи, а гласаат за коалиција со СДСМ. Како тоа? Тие се растојања гласале сите за заедно. Не гласаа ни тоа. Па како тогаш вие пак се ги вбројувате таму? Значи, вака да се Прво јас не ги вбројувам. Вака сега. Него сами они се приклучуваат во СДС. Демократијата е малку поинаку од она што сакате да го прикажете овде и од она што сакат да ни го прикажат амбасадорите на странски држави кои доаѓаат. Демократијата е гласање на денот на изборите, собирање на гласовите, формирање на пратенички мандати според добиените гласови и според тоа формирање на парламентарно и владино мнозинство. На 11 декември граѓаните јасно и гласно кажаа, со многу мала разлика, меѓутоа јасно и гласно, 61 во коефициент биле задоволни од дотогашното работење на ВМРО и гласаа така.
Видете, ама тогаш затоа што оние 80.000 кои биле незадоволни од дотогаш, оние 80.000 дотогашни гласачи на ДУИ, кои биле незадоволни, значи кои не сакале понатамошна коалиција на ВМРО, ДПМН и ДУИ, тие не гласале за ДУИ, или гласале за БЕСА, или гласале за Алијанса. Тие гласови на ДУИ се одлеа или гласале за СДСМ. Значи, тие гласови на незадоволните од дотогашната коалиција се одлеа од контото на ДУИ. Оние кои останаа, ја знам точно што зборува. Дека овие 10 пратеника... Него вие дали знаете што разбирате? Еве што разбирате. Дека овие 10 пратеника на ДУИ го манипулираат своето избирачко тело. Точно така. Тоа го зборувам. Значи они се манипуланти, овие 10 пратеника, туку неколкумина во нив кои се уценети, за кои луѓе постојат снимки, кои треба да им бидат извадени. Значи дајте за што разговараме. Добро. Сите го знаеме ова, само што некој сака да го каже, а некој не. Меѓутоа овие приказни на вистина не ми се вклопуваат во никаква анализа. Да. Политичките субјекти се самостојни субјекти и тие понатаму одлучуваат врз основа на гласовите кои им се доделени, односно мандатите кои се добиени, кој со кого ќе коалицира, чија програмска платформа повеќе им прилега да можат да состават Значи, влада. пак ќе ви збордам за двојните стандарди. Не притисокот, зошто кога ВМРО ДПМН си сакаше да коалицира со ДПА, беше извршен притисок на ВМРО ДПМН дека мора да коалицира со ДУИ. Дали тогаш важеше оваа ваша премиса која пред малку ја кажавте? Каде пишува тоа дека мора? Каде пишува дека мора? А вие знаете дека беа вршени притисоци, па беше објавено дури и стенограми од разговорите кај беше притискан ВМРО ДПМН. Зашто зборувате сега? Дајте. Значи тој ја представува Република Македонија како самостојна независна. Значи двојните стандарди се страшна работа, а вие ги употребувате и јас би сакал навистина да бидеме честни. Денеска, значи претседател на ВМРО ДПМН Груевски имаше средба со повеќе амбасадори, со амбасадори на Германија, Британија, Шведска и Холандија, на која според соопштението им кажал дека нови избори се единствено решение. А денеска исто така имаше изјава и на други амбасадори на Шведска, Холандија и Словенија, кои порачаа дека според нив нови избори не се решение, дека тие само би ја продлабочиле кризата и го повторуваат ставот на меѓународната заедница дека треба формирање на избор на собрански претседател и формирање на нова влада. Значи меѓународната заедница останува цврсто на таа одлука. Мислите ли дека меѓународниот притисок кој веројатно ќе продолжи врз претседателот Иванов ќе успее да ја смени неговата одлука или ќе има некако друг начин на бирање влада? За мене лично ќе биде големо разочарување доколку господинот Иванов ќе смени својата одлука. Што се однесува до тоа? А што се однесува до меѓународната заедница, да ви кажам дека се тоа представниците на Европската унија кои доаѓаат и ни солат памет, тоа се остатоци од поранешниот Обама-Клинтоновски режим, корумпирани бюрократи во Брисел, кои свесни дека поминува времето на таквата политика, се обидуваат да издействуваат уште она што го можат. Затоа реков, треба малку пошироко да тргнеме за да дојдеме, значи од општото за да дојдеме до посебното. Вашата партија и мојата партија, дали сте за Европска унија и НАТО? Ќе ви кажам сега. Јас сум единствената суверенистичка партија во Република Македонија и платформата и програмата на партијата ја градам врз платформата на суверенизмот или суверенитетот. Зашто станува збор? Кога ја формиравме МААК во 90-тата, ја формиравме со една цел да си го повратиме делот од изгубениот суверенитет кој ни беше во Белград и целиот суверенитет да го има државата Република Македонија. Од тука денеска јас не сум за давање ниту половина процент од суверенитетот на оваа држава на Брисел или на Вашингтон. Што барате во коалиција со ВМРО? Затоа имате толку представници. Најверојатно е така. Затоа што Македонија сака да се приклучи кон Европска унија. Не е точно. Знаете зошто имам толку представници? Затоа што 25 години се работи против суверенистичката политика на МААК. Се работи против таа политика која бара, јас сакам сојуз со европските држави, ама сојуз на суверени држави, не сојуз во кој вие дел од суверенитетот, во кој вие дел од суверенитетот ќе го предадете на некој. Вие сте против тоа да Македонија биде да го предадеме дел од суверенитетот на Европската унија. Така.
А сте во коалиција со ВМРО која сака да влеземе во Европската И унија. ќе го Што правиме? предаде дел од суверенитетот. Така е. Е, што да правиме прв сега? пат влегов во коалиција во 2011-та, кога сватив дека опасностите над Македонија се надвиваат, дека единствена организирана политичка сила во тој момент која може да им се спротивстави е ВМРО ДПМН. И го одбрав помалото од двете А зла кога се и опасностите? влегов во коалиција со ВМРО ДПМН. Добро. И сега внатре во таа коалиција јас се обидувам да се изборам за мојата платформа и за моите ставови. Јас на лидерските средби и на сите разговори говорам дека МААК е против влегувањето во Европската унија, а посебно против милитантната опција на НАТО. Значи во програмата на МААК уште од 90-та и во денес возобновениот МААК стои демилитаризација на Македонија и на Балканот и неутралност. Ве молам, мислам дека добра реклама направивме. Мислам во емисија. Сообштивме, кажете ми решение на оваа ситуација. Излез од ситуација, се извинувам господин Марко. Излез од оваа ситуација само избори. Новите избори, да. На новите избори, па ќе си бидат албанците со својата платформа, со своите желби. По мене, ја и преска одговорите дека се изборите, по мене не се изборите, зашто сега ќе го продолжам по мене зашто? Затоа што они кои ќе искочат со овие пак ќе се искочат, нема да кажат сега ќе има нови избори, не ваш више платформата, нема више барање никакви, окей нови избори. Не, ние треба за да искочиме од оваа состојба да се заврши конститутивната седница на собранието. Да се избере председател на собранието. Затоа што сегашнава блокада не може да поистоветувате со блокадата пред 2 години што правеа СДС што напуштаа парламент. Не е исто. И сега ќе ви образувам зашто не е исто. Не е исто зашто со оваа блокада нас ни престануваат сите институции. Тогаш сите институции постоеа. И влада, и мандатите на собранијава, и сите мандати си постоја, сите институции. А вие се сеќавате зошто беше блокадата? За не се донесе буџет и за не функционира ништо во државата. Не. Значи потполно исто беше блокадата, за да не се донесе буџет и за да престане функционирањето. И затоа ги сврле пратениците. Се треба да се сврлат. Кој ги сврдил пратениците? Новинарите ги сврлија пратениците. Значи знаете зошто? Беа исфрлени од обезбедување. Затоа што повторно беше тоа обид за мек пуч. Седнување на фотелјата на председателот на собрание и така натаму. Кога зборуваме за тој настан, многу ме интересно, само сакам да ме прекинам мала да направиме тука дигресија за овој момент кога зборуваме за 24 декември. Многу често се заборава дека ВМРО ДПМН подпиша дека го прекршиле уставот и потоа Илија Димовски излезе и кажа да, тоа е за нас палома хартија, но ВМРО ДПМН подпиша дека го прекршиле уставот со тоа. Мислам, тука не знам да не се што не е појасно тоа. Јас сум поборник да се најде, да бараме, да предлагаме, да видиме Јас сум поборник да бараме решение. Излез од оваа. Сакав да го прашам единствениот излез, само јас извинувам господин Марковски, не можев ни да дам до повтор пат и последно ќе биде. Значи, единствен излез да се формира собранието, да се консултира дефинитивно собранието, ако албанците си ги имаат овие предлози, да си додат на собрание, ако ВМРО мисли, тоа што го мисли сега, и граѓаните што мислат дека со тоа се руши унитарноста, се руши државата, не знам, поделба на државата, федерализација, нека блокира тогаш. Затоа што без собрание сите институции и други ни престануваат, ни престанува легитимитетот на сите институции. Немаме никакви институции више. Да, тоа е сосема друга ситуација. Господине Марковски, сакав да ве прашам повторно во оваа насока на делувањето на меѓународната заедница. Денеска и дел од европските експерти повторија дека се можни санкции за одредени политичари доколку продолжи оваа криза, а имаше една порака од Стейт департментот која првпат се кажа, каде што портпаролот на Стейт департментот јасно спомна одговорност за политичарите доколку продолжи блокадата. Еве денеска телевизија 24 ексклузивно објави дека на 1 мај во државата доаѓа Хој Ти, представникот на Стейт департментот за овој дел на Европа. Мислите ли вие дека е можно разлежување на работите кои очигледно во Македонија се разлежуваат само после тој притисок на западните сили? Јас би рекол дека без оглед што се случува во Република Македонија, ние не можеме изолирано да действуваме, ниту пак изолирано да живееме. И сето ова што се случува овде може во определен момент да има своји реперкусии и врз регионот, па можеби и во пошироки рамки. Од тука меѓународната заедница со право покажува со прст на сето она што се случува во Македонија и што е назадување на демократијата, односно блокирање на демократијата. И не случајно доаѓаат европските представници, не случајно доаѓа представникот
на Соединените Американски држави на 1. мај. Тие веќе ги отфрлија, би рекол, ракавиците и сосема отворено, конкретно, многу специфично сакаат да ги искажат понатамошните чекори што можат да следат доколку ваквата ситуација продолжи и понатаму. Од тука не случајно се разговара и на ниво на Европската Унија за можни реперкусии врз поединци или целата држава, и од тука сосема реално и можно е за очекување определени санкции да следат врз Република Македонија. Што е трагедијата во сето тоа? Прво, во рамките на Европската Унија, ако донесат, односно ако започнат расправа за донесување на било какви санкции кон определени политички личности во Република Македонија или кон Република Македонија, тоа треба да го донесат со консензус. Што значи, во овој случај, колку што имам информации, се спротивставуваат и Италија, и Франција, Грција за донесување на вакви санкции, мислам и Унгарија, и од тука проблем ќе биде на Европската Унија да донесе вакви мерки. Меѓутоа, секоја од земјите од Европската Унија може да донесат собствени мерки и од тој аспект тие не како Европска Унија, туку како поединечни земји да се ги спроведуваат мерките, и од тука може да ни се случи голем број од нашите политичари во врвот да бидат блокирани, фактички да не можат да ја предат македонската граница и да останат овде. Но трагедијата е уште поголема ако паралелно со тоа се донесат и мерки за ускратување на помошта што ја добиваме преку ИПА фондовите од Европската Унија, преку билатералните спогодби со другите европски земји, што исто така може да биде вклучено во овие мерки, каде што секој граѓанин за жал на Република Македонија ќе ги осети тие последици. И мислам дека е тоа многу посериозно, и затоа очекувам дека политичките партии, односно политичките елити во политичките партии, ќе снајдат сила, имајќи во предвид и оно што го споменав пред малку, дека до 14. мај, ако не се избере председател на собранието и ако не се изгласа промена на изборниот законник, ќе дојде до тотален хаос во Република Македонија, а не верувам дека било кој од нив го посакува тоа да се случи. Да. Имам тотална реплика веднаш во стилот на предедниците. Потполно се слагам со вашето искажување, меѓутоа овошето е во битола замрзна ради зимата, што беше јака и што не ги осигура. Иначе немаше да замрзна овошето во ресен. Тоа е на репликите во собранието што ги прават. Да. Добро, господин Ангелски, сакам да ја прашам, денеска председателите на СДСМ и колку што видовме од медиумите, повтори имаа средба во собранието, зборуваат за начин на деблокирање, и СДСМ повторува дека има стратегија и дека наскоро ќе биде избран председател на собранието. Ова се чини, речиси, невозможно од она што го гледаме во собранието, од бројот на пријавени говорници на ВМРО ДПМН, ако се оди според оваа сегашна пракса. Мислите ли дека ќе има некаква промена во стратегијата, која од друга страна од ВМРО ДПМН се предупредува дека тоа би било едно насилно сценарио? Искрено би сакал, повторно да излеземе од процесите во собранието и лидерите на политичките партии нека седнат одново на заедничка маса и нека поразговараат за излезните решенија од чорсокакот во кој западнавме, но без при тоа да разговараат за било какви точки од тиранската платформа за кои денес во овој момент некој би сакал да разговара. Значи, според мене, едно може би од излезните решенија е да седнат лидерите на политичките партии и да изнајдат техничко решение за решавање на проблемот во кој не вметна. Така, би било идеално доколку се случи една таква средба, може би, на крајот на краиштата е решение и формирање на некаква преодна влада, која ќе ги деблокира процесите кои се блокираат и кои допрва би се блокирале со нефункционирањето на локалната самоуправа и која би распишала нови избори. Ама зашто се тоа? Затоа што? За да се удоволи на ВМРО ДПМН. А зошто така размислувате дека некој зашто се удоволи? За да се испочитуваат
резултатите од гласањето на 11 декември. Резултатите од гласањето се 69 мандати за парламентарно мнозинство кое може да формира. Значи, ако е така, од што тогаш тоа големо парламентарно мнозинство се плаши од нови избори? Сакате А насилно зошто да иде на нови избори? Затоа што... Но јас нешто ќе ви кажам. Прво, за да идеме на нови избори, треба да избереме председател на собранието кој треба да ги распише, Затоа имала лидерска средба на која ќе се решат тие технички детали за излегување. Значи, може би ќе се договорат за нешто друго. Ако се избере председател на собранието, не верувам дека тоа ќе биде Трајко Велјановски или од ВМРО, бидејќи парламентарното мнозинство се други. Тоа парламентарно мнозинство, зошто би идело сега да го распушти собранието и да распишува нови избори, кога има избрано председател на собранието кој раководи со собранието и тој може да закаже седница за избор на влада. И што правиме? Како ќе ја закаже седницата и како ќе добие мандат за да формира влада? Кој ќе биде тој што ќе го добие мандатот, кажете ми? Тој ќе го предложи мнозинството. Значи не е точно. Значи дајте, во уставот јасно пишува дека мандат може да даде само председателот на Република и никој друг. Не можете ни вие, ни вашето мнозинство. Лукаче, еве затоа. Еве член 90. Ама што член 90? Председателот е должен да го даде на кого? Парламентарното мнозинство. На партијата или партиите кои имаат парламентарно мнозинство. Значи вие сте правник, така? Да. Ајде прочитајте го убаво. Председателот е должен да го даде мандатот на оној кој освои на онаа партија или коалиција која освоила најмногу пратеници во парламентот. Вие не знаете, јас извинувам. Ајде прочитајте тоа. Еве ќе го прочитам. Како што не можете? Не, вие да го. Не можам да ве сватам. Без нервоза, не знам зошто возрастен човек сте. Не знам зошто вака. Не, ова нервоза, ова е. Добро. Се манипулира со народот. Ајде прочитајте. Еве сега ќе го прочитам член 90. И таму, потоа нигде не вели дека ако тој не формира влада, му се дава на вториот. Не вели. Тука е точка, завршува. Не вели, но и не вели дека председателот треба на Значи, според кој устав вие се барате за втората партија да му се даде мандат? Сакате ли вие да го прочитате или да ја манипулирате? Вие ќе го прочитате. Председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на влада да го довери на кандидат на партија, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Така. Кој има мнозинство? ВМРО ДПМН. Значи не вели, чекајте ме луѓе. Значи да се, ама треба да знаете да читате. Ама не вели апсолутно мнозинство. Да? Вели оној што има мнозинство има ВМРО ДПМН со 50. Не, има најголем број пратеници. Ова мандат се дава за влада, а влада не се бира со 50, него со 60. Значи, прво мандат се дава на политичка партија која или коалиција која има мнозинство пратеници и затоа потоа не и се дава 20 дена за да обезбеди пак мнозинство од како не, пајчи тај кој има мнозинство во собранието, не пише кој е најбројна партија. И тука е точка. И не вели, ако првиот не формира влада, му се дава на вториот што има 49 пратеника, тој само кој устав тоа има во Сезонам сите ве молам, мислам дека ова прашање во кој устав? Ова прашање, ова дилема и прашање не е ново, мислам дека веќе неколку месеци ја водиме и знам, но само сакам да кажам, господине Дамјановски, во оваа минута сигурно нема да го решиме ова. И мислам дека не е ново, но на нас и не истече времето. Господа, ви благодарам на сите за учеството во анализата на 24, а вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма и следете телевизија 24, следува информативниот блок.